не се допире и до мене. И вели Христос на Света Марија Магдалина, кога таа многу рано наутро оди на гробот негов, а тој е веќе воскресен. Таа фреска не се допире до мене, имаме и овде во нашиот параклив, од левата страна, фактички кога влегувате од десната, сега моја страна како сум свртен, во женскиот дел на параклисот. И ќе рече човек, зошто Христос и вели на Света Марија Магдалина не се допире до мене, кога таа, кој знае колку пати се допрела до него во текот на неговата мисија. Таа му помагала за најосновните работи, какви што се да се прехране, да се испере. И сега тој наеднаш вели не се допире до мене. Што е причината да толку ригорозно и забранува Господ да се допре, затоа што и вели не сум отишол кај мојот Отец. Тоа значи, како за нас преведено, би било влегува Господ после воскресението во друга состојба на постоење. Во таа состојба на постоење ние не можеме да учествуваме. Затоа значи не се допире, значи не можеш да учествуваш. Со други зборови, и да сакаш да ме доприш, а раката ќе ти пропадне. Во овој простор во кој ние сега пребиваме и служиме, има кој знае колку други начини на постоење. Ги имаме ангелите, сигурно со нас сослужуваат. Ги имаме светителите, сигурно со нас некои од нив сослужуваат. Имаме дури ѓаволи. Тие не сослужуваат со нив, ама вребат да не најдат во незгодна ситуација. Во таква ситуација ние сваќаме и разбираме дека тие се во друга состојба. Постојат, овде се меѓу нас, ама не се во иста состојба како што се ние. Нашите телесни очи сега не можат да ги видат. Можат да ги видат, може би, духовните очи на верата, ама не можат да ги видат телесните очи. Не можат да ги допрат нашите раце или нашите сетила за допир, ништо нема да почувствуваат. Ето е слично, да не речам исто како Господ што и вели на Света Марија Магдалина, не се допире до мене. Со други збори не можеш и да сакаш да се доприш, ке ти пропадне раката. Како што сега можеме да ја мрдиме екстремитетите, раце, нозе, а тие можат да поминуваат низ други начини на постоење, какви што се ангелите. Ама тие ништо не чувствуваат, затоа што има друг начин. Не барајте дека јас можам да го опишам тој друг начин на постоење. Не знам да го опишам, затоа што човек треба да го искуси прво, да види каков е тој начин на постоење, па после да може да каже нешто. Јас не можам ништо да кажам, меѓутоа со вера ви предлагам и вас да го примите, дека има и друг начин на постоење, а тој не го открива Господ. Не го открива еве на овој начин, преку зборовите што ги упатува на Света Марија Магдалина. Таја е предадена на Господа. Значи, таја оди најрано, дури пред апостолите на гробот, пред изгрејцонце. Че денеска, велиме на утрена, одат после упокојувањето на некој, тоа е правилно, зашто го сакаат, тој сакаат да не се рателат ако може од него. Одат на утрена, ама одат од кој ќе искре сонцето. А Света Марија Магдалина уште пред да изгрее сонцето, значи во темница, оди на гробишта. А тој друг начин на постоење ги менува физиономиите на луѓето, односно тие можат да управуваат со нив. Ние не можеме сега со лицето.
шминкај колку сакаш, ама ќе те познаат луѓето дека си ти. Ама тој начин на живот, другиот начин на живот, не дозволува, ако сака тој што го има тој начин на познание, да не биде познат, нема да биде познат. Дури во нашите приказни, ако се сеќавате, вели се преправи Господ во старец. Ај познај го сега. Оттаму доаѓа тоа дека може тој друг начин на постоење во друг облик да го менува лицето. И Господ имаше друго лице после воскресението. Така што Света Марија Магдалина не го позна, го нарече градинарот, значи тој што ги одржува гробиштата. Мислеше дека е тој. Ако си ти тој кој си го сокрил телото Господово, кажи ми, јас ќе го земам. Вели Света Марија Магдалина. Ама тој не беше градинарот, тој беше самиот Господ Христос. И кога и го изгоробори дури името Марија, тогаш го позна. Зашто не го промени гласот кога го изговори името нејзино, туку со истиот глас кој го имаше и додека беше на земјата. Ето е, браќи и сестри, треба да бидеме спремни на тој друг начин на постоење. Да научиме дека Господ е богат, пребогат. И тој ќе ни даде и нас од неговото богатство. За нас го спрема. Ако ние го спремаме за нашите деца и за нашите внуци, нашето богатство, за кој да го спрема? Господ кој е пребогат и се има. Сето тоа нас треба да ни припадне. Само ние да бидеме достојни за тоа. Зато се подготвуваме во овој живот. Зато учиме како треба да се живее, како нарече Господ, а како заповеда Господ, така да речам. А учиме од апостолската вера. А Света Марија Магдалина ја викаме равно апостолна. Значи равна на апостолите, ништо помало од апостолите. Зашто? Апостолите не отидоа на гробот први. Прва отиде Света Марија Магдалина и жените мироносици. Тоа сведочи за она што е најважното, што треба да го примиме во верата. Дека треба да бидеме одани на Господа и храбри за Господа. Не треба да се срамиме од ништо да ја исповедаме правилно верата. Тоа значи, ако некој не праша за нешто и дури да не праша, само то наше сведоштво е доволно да ние бидеме одважни и храбри да ја сведочиме верата. Пред оние кои не ја знаат верата, а заедно со оние кои ја знаат верата да бидеме во единство и пак заедно со нив да ја сведочиме верата. Зашто тога само можеме да го правиме, што можеме друго, големи дела како ангелските можеме да направиме. Тешко. Други големи работи како светителите можеме да направиме. Пак доста тешко. Ама можеме да ја сведочиме верата и пред оние кои ја примиле, а не ја одржуваат, и пред оние кои не ја примиле уште верата и не ја знаат. Тоа е најважното. И тогаш ќе имаме и одважност и храброст. Вела Света Марија Магдалина имаше таа одважност да му однесе на царот Тиберий јајце црвено и да му рече дека Христос воскресна. Тоа може човек што е живе бера да биде храбар, така, кој може да ја погуби веднаш, да ја отече главата, доди да му рече, ама ти се ми ја 100 пати главата, ама Христос воскресна. Тој ќе би ја стави главата на рамената во време кога ќе треба. Тоа е силата на верата. Ама таја вера примаме од апостолите.
A ravnoapostolna Nanif je Sveta Marija Magdalina. I zato se učime od takvite primjeri da budemo odvažni во верата. Верата наша е спасителна, браќа и сестри. Верата наша не е вера во нешто, не знам, што не постои евентуално или во нешто измислено. Верата наша е практична и остварена вера. Затоа Христос воскресна. Никаква потреба не може да слезе меѓу нас. Никаква потреба, каква Бог се има. Ако царот или председател на државата во овај свет има скоро се, колку повеќе има Господ. И никаква потреба не може да дојде меѓу нас луѓето. Па уште да биде раста, па уште да претрпи такве маки. Ама заради нас и нашето спасение, зато имаме остварена и практична вера. Имаме нешто што во суштина никој не може да го порекне. Односно, ако го порекне, тогаш се едначи со лудаштво тоа. Кој може да го порекне толку векови нешто што се исполнува? Нешто што е поверно од било која друга вистина. Има многу вистини, може би, ама сите се со променливо значење. Односно, вистини кои ќе траат додека постои овој свет. Да кажем, имаме закони на природата кои ќе траат додека постои овој свет. После може би ќе се променат. Ама она што е непроменливо е постоењето Господово. Само тоа е непроменливо. И ако за тоа се држиме цврсто, ќе се држиме. Ако на тоа се потпреме, ќе се потпреме на стабилна потпора. Тоа е она што треба да го научиме од апостолската вера, меѓу која Света Марија Магдалина секако дека е меѓу равноапостолните кои ни предава таквото учење. Апостолите го предаваат можеби и во пишана форма. Света Марија Магдалина не го предава во пишана форма, меѓутоа го предава со дела. А двата се многу значени за тоа како човекот понатаму го живее животот. Зашто нашиот живот се гледа преку делата. Не преку тоа што ќе напишеме или тоа што мислиме или убавите мисли кои ги имаме за нешто. Туку дали имаме дела. А делата, еве вака ги црпиме меѓу достоверни личности, како што е Света Марија Магдалина, чиј спомен денес го празнуваме.